Добар ден, драги ученици! Јас сум Надежда Јордановска, наставник по техничко образование од Основното училиште Димитар Македонски од општина Аеродром Скопје. Денес, на денешниот час, наставната содржина ни е користење природни извори на енергија и оваа наставна содржина ќе ја представиме преку проектна задача, односно ќе добиете упатства за изработка на проектна задача, каде што најбитно ќе биде, значи, да постигнеме некои цели, односно што треба да оствариме. Најпрво, да знаете и разликувате кои се природни енергии. Да објасните како може да се искористи енергијата од природата, да можете да објасните како се претвора енергијата од еден вид во друг. Што можете да работите како проектна задача? Веќе учевте за природни извори на енергија и тоа за енергијата на сонцето, која што можеме да ја искористиме преку сончевите колектори, односно соларните келии. Мало подсетување за сончевите колектори, учевме дека сончевите колектори најчесто се поставуваат на покривите на куќите, бидејќи на тоа место најдобро може да ја абсорбираат, односно да ја привлечат сончевата енергија, да ја акумулираат и преку овие сончеви колектори практично се загрева водата која што се користи во домот. Било да е тоа вода за парното греење или пак санитарна вода, односно вода за одржување на лична хигиена и подготвување на храна. За соларните келии пак да се потсетиме дека тоа се всушност сончеви батерии, односно тоа се келии кои што енергијата на сонцето ја акумулираат и подоцна, значи, таа енергија се претвара во електрична енергија, односно, наместо да се користи електрична енергија, може да се користи енергијата од сонцето, која што во овој случај ни е бесплатна. Енергијата на водата. Ке се потсетиме дека енергијата на водата можеме да ја искористиме преку хидроцентралите, можеме да ја искористиме преку водениците. Хидроцентралите знаеме дека служат за претварање на енергијата на водата во електрична енергија, додека пак водениците ја искористуваат енергијата на водата за вртење на воденичното тркало, кое што пак понатаму помага за мелење на брашното. За енергијата на ветрот. За оваа енергија зборувавме дека може да се искористи преку градба на ветерници, но зошто служат овие ветерници, да се потсетиме, значи ветрот ги врти перките на ветерниците и преку машината што е внатре се создава електрична енергија. Енергијата на ветрот исто била користена уште од минатото за движење на бродовите кои што имале големи едра. Значи, овие бродови служеле за превоз на патници и на стока во минатото. Друг вид на природна енергија е енергијата на биомасата. Да се потсетиме што е тоа биомаса, учевме дека отпадоците од храна, од индустријски култури, од земјоделски култури, отпадоци од дрва, се тоа заедно може да се искористи во посебни фабрики со посебна технологија на преработка и на крајот се добива гориво. Тоа гориво може да биде цврсто, течно или пак гасовито гориво. И на крајот да се потсетиме уште за енергијата на дрвото, која што знаеме дека уште од најстарите времиња таа енергија на дрвото се користи за греење или пак за подготвување на храна. Сега да видиме понатаму што треба да изработите на овој час. Секој еден од вас избира за кој вид на енергија ќе изработи проектна задача, која може да биде постер, односно хамер, може да биде папка од неколку листови во боја, на кој што нели ќе биде сработена задачата, или пак PowerPoint презентација. Во задачата треба да објасните за видот на енергија од природата и како таа енергија може да се искористи. Исто така, во каков вид на енергија се претвора.
Сега ќе објасниме каков материјал за работа ви е потребен за оваа проектна задача. При изработка на проектот користете хартија, картон, ножички, лепак, боички и слично. На задачата треба да нацртате обоите и напишете за енергетските извори, за нивните разлики, нивното значење и примена во секојдневниот живот. Доколку пак се одлучите за презентација во PowerPoint, проектната задача ќе ја работите на компјутер. Еве во прилог има дадено како се изработува плакат, односно хамер. Ова е работено на еден од часовите, додека наставата ја одржувавме во училиште. Ова е една групна работа на хамер на тема користење природни извори на енергија. Доколку пак се одлучите за изработка на папка од неколку листови хартија во боја, најпрво треба да направите план како ќе ги распределите цртежите и текстот кој сте го подготвиле да го напишете. Потрудете се да работите педантно, бидете креативни и трпеливи. На следните слики прикажани се хамери кои се работени во група, во училница и презентирање на истите. На првите 3 слајда се дадени примери за хамери на оваа тема. Еве на првиот хамер може да видиме дека работено е користење на природни извори на енергија, а како извори на енергија се обработени ветрот и водата. На вториот хамер енергијата од дрвото и сончевата енергија, а на третиот хамер е обработена енергијата на сонцето и енергијата на ветрот. На следните 3 слики ќе видите како изгледа презентирање на овие хамери во училница од различни групи кои што ги подготвувале овие хамери. Сите ученици го следат презентирањето на хамерите и на крај по претходно утврдени критериуми следи оценување на работата. На овие 3 слики можете да видите како додека овој час го реализиравме во училница, како изработуваме табела, припремаме табела за бодување на презентациите на секоја од групите. Задаваме критериум за оценување. Ние на нашите часови оценуваме тема, опфатеност и изглед, дали е погодена темата која што е дадена, дали содржината на хамерот одговара на зададената тема, колку е тоа опфатено, со колку примери, со колку извори и на крај го оценуваме изгледот на изработениот хамер. Еве на крај, на последните 2 слики, можете да видите како овој час го завршуваме со презентирање, односно со сликање на сите групи кои што работеле за соодветните природни извори на енергија. Ова што го објаснувавме, што го покажував во претходните слајдови, беше работа во училница додека одевме на училиште. Тогаш оваа проектна задача беше задача да се работи во група и поради тоа, сликите, односно претходните прикажани проекти, односно хамери беа работени во група, но сега, бидејќи работиме од дома, ќе има малку поинакви препораки за изработка на оваа проектна задача. Како заокружување на темата за природни извори на енергија, како задача имате да изработите макета или модел кој е поврзан со темата. Секој сам дома ќе се одлучи што ќе изработи. Може тоа да биде сончев колектор, светилник, ветерница, воденично тркало, бунарче или брод со едра. За тоа ќе одлучите и ќе одберете сам. Во врска со материјалите за изработка на оваа проектна задача. Користете материјали кои можете да ги најдете дома, било да е тоа картон, дрвени стапчиња, капачиња или било кој друг материјал за рециклирање. Направете план за работа, бидете педантни, креативни и секогаш трудете се да се усовршувате во вашата работа. Еве на крај неколку идеи за работа.
Прикажани се два модели на ветерница изработени од ваши другарчиња. Првиот модел на ветерница е кутија, односно куќарка изработена од картонска кутија и перките на ветерницата се нешто што е веќе употребено, искористено, значи материјал за рециклирање. Другата пак слика е повторно модел на ветерница, но тука учениците се одлучиле за некои други поинакви решенија, односно материјали за работа. Гледате и на самата слика, тоа се повторно материјали за рециклирање кои што веќе еднаш се употребени и практично искористени. Овде на следните две слики имаме, значи, еден пример, една идеја за макета на куќа на сончева енергија. Гледате како на покривот се практично поставени сончевите колектори, додека пак на другата слика се покажани две идеи, односно две реализирани макети со модел на бунарче. Значи, креацијата секој сам си ја одредува според идеите и желбите и замислите што ги имате. Овде, на овие слики, значи, имаме дадено како изгледа во реалност. На првата слика дадена е, значи, на првата слика се покажани ветерници. На втората слика тоа е воденица, односно воденично тркало, и исто така и на другата слика е покажано воденично тркало, но малку со поинаква конструкција. За крај, да повториме што научивме денес. Денес научивме дека природата дава повеќе видови на енергија. Енергијата можеме да ја искористиме, може да ја претвориме од еден вид во друг. Овие видови на енергија се обновливи и не ја загадуваат човековата околина. И најважно од се, треба да ги користиме, бидејќи немаме резервна планета. Драги ученици, ве поздравувам и ви пожелувам успешна работа и успешни реализирани проекти. Благодарам, довидување до следниот час.